Иванова општина Велес се подготвува за манифестацијата која што е печат, јас ќе кажам, на градот, а тоа е рациновите средби во делот на културата и културните случувања. Она што не очекува секако е предизвикот да се посети местото на погибјата на Рацин, Лопушник. Што тоа ќе се случува годинава, имаме ли промени кој оди на Лопушник? Кои активности се спроведуваат и кога? Така, благодарам убавка, како што веќе спомена, општина Велес веќе се започнати активностите во однос на одбележување на 63-тите Рацинови средби или 83 годишнината од убиството на Кочо Рацин. Меѓу сите активности и годинава традиционално имаме посета на Лопушник, која што ќе се одвива оваа сабота, 13 јуни, денот кога е загинат Кочо Рацин. Од година на година морам да признам дека оваа организација расте, на огромно задоволство на сите учесници и организатори, па така и годинава можеме да се пофалиме со поширока програма. Односно на денот на 13 јуни, делегација од општина Велес, составена од председателот на Советот Даниел Јаневски, дел од советниците во Советот, дополнително ќе има представници од општината, представници од СВР Велес, па и од вашите колеги од новинарската тела, ќе се упатат заедно прво кон Кичево, каде што во раните утренски часови ќе се спојат со делегациите од општина Кичево. Морам да кажам, за прв пат оваа година и општина Кичево се вклучува во целата организација со своји представници и тука се секако и организаторите од Сдруженијето Клуб 5 уметности, кои што се и оваа година ќе се погрижат за целокупната логистика, како и на програмскиот дел на споменикот на Рацин. Заедно од Кичево се упатуваат кон Лопушник, каде што ќе се положи свежо цвеќе и ќе се има соодветна програма со читање на стихови од Рацин на две места, односно на местото каде што е убиен во долот и потоа и на самиот споменик кој што е поставен таму. Покрај традиционалната делегација, оваа година се поклопуваат уште две други активности. Тоа е маршот за Коста Солев Рацин, каде што планинарите тргнуваат од полициската станица во село Извор и се искачуваат до врвот Сток, или тоа е 1574 метри надморска висина, каде што се приклучуваат на другава делегација. Истовремено има и велосипедска тура која што повторно тргнува од селото Извор и пристигнува кај споменикот. Сите заедно се собираме таму да му дадеме чест на Рацин, но и да ги пречекаме ултрамаратонците, оние неколкумина храбри луѓе кои оваа година, поточно утре наутро, ќе ги испратиме да трчаат околу 160 километри до Лопушник. Иванова, претпоставувам дека специфичниот терен е главниот проблем што не може ова чествување да има поголем број на публика. Дали на тој план нешто се размислува, логистиката, возила се потребни? Бидејќи Рацин заслужува сите ние да му дадеме почит и тоа на местото на кое што, за жал, трагично се згаснува неговиот живот. Па да, теренот е тежок, кој го посети Лопушник знае дека таму не може да се пристигне со обично возило, потребни се теренски возила и до некаде и тоа е проблем за да не може да биде отворен повик, меѓутоа секој добронамерник кој што може и има услови за да присуства, секако е добре дојден да се приклучи кон делегациите не само од Велес и од Кичево, туку буквално од цела Македонија. Општина Велес и годинава преку службените возила кои што се на противпожарната станица или на Народниот музеј ќе пристигне на таа локација. Ти благодарам.